Економските мерки кои ги предвидува ВМРО-ДПМН во платформата 1198 ги задоволуваат барањата на бизнисот. Чекорите кои ги предвидува партијата се во добар дел исполнување на она што Стопанската комора го бара. Било констатирано на денешната средба помеѓу економскиот тим на ВМРО-ДПМН со Бранко Азески. Мицкоски посочи дека сугестиите кои ги добил од бизнисот ќе бидат дел од програмата за работењето на новата влада. Представуваме често пати ние политичарите список на желби, а најчесто политичарите тоа не го реализираат. Ние во оваа програма имаме, би рекол, многу внимателен пристап. Направивме отприлика една проекција како би се развивал буџетот во следните 4 години, што е она што можеме да очекуваме и колкав е оној простор со кој што може да располага фискален идната влада во делот на инвестиции и поддршка. Многу сме внимателни, би рекол конзервативни, на моменти и превнимателни, затоа што чуда се невозможни, а ние не сме чудотворци. Бизнисот често пати беше излажан од политичарите, но овој пат нема да го дозволиме тоа, дециде на првиот човек на комората Бранко Азески. Тој потенцираше дека она што го слушнал на средбата со ВМРО-ДПМН се совпаѓа со барањата на бизнисот и економските политики кои ги најавуваат, во добар дел ги решаваат проблемите. Азески најави конкретни чекори кои ќе ги презема Стопанската комора, доколку во иднина има отстапки од договореното. Почетната точка што сега мора да се направи според нас е да видиме кои се можностите на нашата држава, колку ние можеме да собереме пари во буџетот, рационално да ги искористиме и да ги потрошиме и на тој начин да си ја пуштиме чергата колку што ни се може. На таков начин со задолжување ги префармаме само проблемите на наредните генерации и така натаму, мислам дека не дава никаков резултат. Економските политики на ВМРО-ДПМН предвидуваат рамен данок од 10% и постепено намалување на 8%. Ке се посветат на јасна политика на парафискалните давачки. Мицкоски најави реформи во управата за јавни приходи и ревизија на фондот за иновации. Според лидерот на ВМРО-ДПМН, нема да се прави коалиција за да се формира влада по секоја цена, туку мора да има цврст договор во кој јасно ќе бидат дефинирани приоритетите. Кои се приоритетите на идната влада? Политички, економски и приоритети во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Откако тоа ќе го направиме, тогаш можеме да зборуваме за се останато. Во тие приоритети и во тој политички договор спаѓа и реорганизацијата на владиниот кабинет. Програмата на ВМРО-ДПМН е мета на критика од СДСМ откако беше презентирана, зашто Мицкоски оценува дека е неодговорна. Оти СДСМ е партија која воопшто досега и не презентираше програма.